Започнуваме со најновото издание на регионалните вести. Православните христијани денес го празнуваат споменот на Свети Атанаси Велики, столбот на православието. Жителите на населеното место Брвеница овој празник го чествуваат како селска слава. Традиционално празникот посветен на столбот на православието Свети Атанаси Велики се одбележа во тетовското село Брвеница. Во храмот подигнат во чест и слава на патронот, верниците уште од утрото дојдоа да се помолат и да запалат свеќи за здравје и благосостојба во нивните домови. Света божествена литургија одслужи неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештеници од Тетовското архиерејско наместништво. Почитувани верници, во текот на првата подготвителна недела, од неделите што го наговестуваат и постепено не подготвуваат за почетокот на Великиот пост, ети токму во оваа недела, позната како недела на Митарот и Фарисеот, ние го прославуваме и споменот на Свети Атанаси, од чиј живот и дело треба постојано ние да се поучуваме. Неговите подвизи се за секоја пофална. Неговиот живот бил страдање и тоа страдање заради вистината и заради правдата. Бил гонет само за тоа што сакал да ја сочува чиста православната вера, само за тоа што ја возлюбил вистината. Ја возлюбил вистината многу повеќе од лагата. На многумина тогаш им сметало неговото евангелско однесување, па не можејќи да слушнат чистата вистина која произлегувала од неговото чисто и облагодатено срце, сосема неправедно го подложувале на големи маки. Но во маките се познаваат и храбрите борци. Тој смело се борел не за себе и за своите лични интереси, не за слава и за власт, туку се борел и го бранел од ересите, од лажните учења светото православие. Благодарение на него, денес го имаме чисто и вистинито. Да ги упатиме нашите мисли кон животот на Светиот Атанаси, да го следиме и да ги упатуваме нашите молитви кон него, да ни помага и да не насочува кон вистинскиот пат до спасението, да ни биде наш заштитник пред Бога, за да ни даде благодат да издржиме во страданијата и борбата против лагите и невистините од овој свет, та да го здобиеме ветеното царство, кое не е од овој свет, а кој е подготвено за оние од овој свет, кој неизмерно ја засакаа правдата и вистината. Амин. За многу години да не е празникот, а оние кои го прославуваат споменот на Свети Атанаси, им е куќ на славе, не го носат неговото име, или денеска се кумови, нека биде честито и благословено, нека се моли за нив и нека биде нивни молитвени пред престолот на Севишниот Бог. За многу години на днешниот празник. По литургијата беа благословени виното и пченицата и прережани колачите принесени од годинешните кумови. Кумството во Брвеница на овој голем православен празник е на доброволна основа, но да се биде кум е голема чест. Семејствата кои се пријавуваат очекуваат здравје и среќа во нивните домови. Па, еве вака масовно цело село излегува, спремаме пченица, лепче, традиционално секоја година и така. Вие сте годинава кумови? Так, да. Што се опрските на кумот? Па ете, пченицата, лебот, најбитното нешто, виното, потоа следува ручек за сите, нека повелат сите, после така. Што ќе си посакате да ви донесе кумството? Здравје, среќа, љубов, секаде, па и нас. Постарите жители на селото се сеќаваат на тоа како никогаш се прославувал Свети Атанаси во нивното родно место. Од порано имаше многу повеќе народ, повеќе се поштоеше црквата. Се носеа бакчежи, се донадеа се лицитира, овде јавно се продава, кој се со надавање сега, тоа го нема, има црквата продавниче тука и продаваат тука, сега лицитации нема. Доаѓаа луѓе од црква, влагаат, се помолуваат, си пала свеќа, си заминуваат. Тие неколку има луѓе кои што се и мојата жена, они кои што секој ден, секој празник си идат и на вечерина се бајле, палат свеќа, се молат на Светиња Атанасија, било други сите други празници, а на Светиња Атанасија посебно имаше игранки, имаше веселби. Нашите сеќавање порано било подруго, сега е подруго. Многу е поизменето.
Да. Во кој поглед? Што ќе ни издвоите? Во секој поглед, сега овдека све младиве, понапред и стари и млади, и све било поубаво било, ќе речеме, ама немало вакво задоволство како сегаше. Сега има поголемо задоволство од тогај. Тоа. Како се прославува Свети Атанаси во Брвеница? Свети Атанаси годинава, не годинава, сека година има овдека до 15 кумови, некои години имало, некои години помалу, али било убаво. И овни се клале овде и све било убаво. За сите верници во црковната трпезарија беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Денес својот патрон го одбележа и манастирската црква Свети Атанаси на Тетовското кале. Традиционално прославување на празникот имаше и во село Лавце. Централното одбележување на празникот Свети Атанаси Велики, како и секоја година, се одржа во истоимениот манастирски комплекс на Тетовското кале, на врвот од ридот Балтепе. Во утринските часови во црквата свештенослужители на Тетовското архиерејско наместништво одслужија празнична утрена со света божествена литургија. По литургијата се одржа чинот на режење на славските колачи. Празнична трпеза подготвија кумовите избрани на прославата минатата година, а беа избрани и новите кумови. Меѓу присутните гости беше и председателот Ѓорге Иванов. Бог сега секогаш и во вечни векови. О Господи, јави се нам благословен гради во имја Господње. О Господи, јави се нам благословен гради во имја Господње. О Господи, јави се нам благословен гради во имја Господње. О Господи, јави се нам благословен гради во имја Господње. Богородице, прилежно ниње притецем грешни и смирени, и припадеј покајани зовуше из глубини души. Владичице, помози нам ни милосердовавши, пошти си ја погибаем од множество прегрешени, не одврати Твоја рабичи, ја во едино надежду имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Главна карактеристика на овој ден е што тетовци се собираат во поголеми друштва и се прави скара на отворено. Дружбата со вино и скара е мотивот голем број верници да дојдат на Тетовското кале. Јас сум Стојан Младеновски и живеам во Тетово. Секоја година на овој ден доаѓаме овде на кале, како што може да приметат и вашите камери. Секоја година прославуваме вака и се надаваме дека ќе продолжиме истото да го тераме и нашите поколенија да прават. Кај што гледате сами, еве има многу народ и си поминуваме многу убаво. Некои 30 години ептем, некогаш ако сум на работа, кој на времето работев, иначе сум секоја година овдека. Без разлика на временските услови. Има денеска убаво, имало екстремни услови овдека, кој било многу ладно, кога имало снегови по 50-60 метро, сме доаѓале со лопата, ќе рачистимо, ќе запалиме огин, ќе запалиме свеќа во црквата, ќе се помолиме мало и така. 47 годишна традиција. На ова место овде, заедно маживе, сега годинава со жениве. Значи, не радува што се повеќе имаме младиве луѓе овде. Тетово се препознава по 31 јануари. Покажуваме македонштината во Тетово, денеска се покажува овде. Значи, сите кои што го сакаат и го празнуваат овој ден, доаѓаат горе на калеве. Иначе ова не е традиција, ви кажав, 47 годишна. Нашите помладиве се престрелети на овие просториве гореве, синовите, ќерките, а ние најдекаве 60 годишниците си се береме овдекаве и не го пропуштаме ова местове. Сабајле во 6 сато сме тука, го палиме огинот и ја тераме традицијата. Традиција е долгогодишна, значи не долгогодишна, него и повеќе векови и столетија.
Ја памтим уште кога дете, кога татко ми ме донел прв пат овдека на ова манифестација. Оваа манифестација се одржува секоја година на 31 јануари и таа е посебен празник за тетошаните и тетоска околија. И од тој тука имало порано и доста снегови, оваа година е сунчана и убав денот. А инаку имало и такви денови кога биле сурова зима, сепак овде граѓаните доваѓале и палеле огнови. Значи имало безброј огнови и безброј луѓе. Црквата имало и музика, имало и да речеме спонзори кои дарувале исто така. Оваа манифестација го изгради црквичето. Црквичето беше едноставно, мало, меѓутоа полека тоа се реновираше и се догради и сега стана многу убаво. Еве го гледате. Што да ви кажем повеќе за тоа, за манифестација што е традиција на тетовчани и тетовско околие. Се случувало ли некогаш да дојдете пеш до горе? Пешки секогаш смо доваѓале. Бидејќи немало порано, беше патот беше обичен конски пат, значи каде немаше средства за превозни средства, немаше пат. Патот после ослободување, значи во нова битова Југославија се отвори патот и така да стана проходен за доаѓање на коли, инако секогаш овде се доваѓало пешница. Со цел подостојно одбележување на празникот, Свети Атанаси, еден од повозрастните членови на планинарскиот клуб Тетекс, Светолик Дајлески, месец и половина само иницијативно работел на уредување на местото околу манастирот. Јас како планинар на Тетекс, овде кога доаѓаме ние малку постарите, на Калево се одмараме по малце, што не можеме по снеговите да одиме нагоре и се одмараме овдека. Кој идеме горе, тука плочките се све со и после реков зашто па и трњево да не ги соберам. Нека е да ги соберам. Тука у црквата беше све трње, тоа не се проаѓаше. И се решив така едно месец и пол работев со трњето. И тука кој сакаше можеше да дојде, ама скоро никој не доаѓаше, нели? Слободен јамо идев, доаѓав, земав дрвциња, викендич имам подоле и знаеш за горење ваке ќе ни се најде. Ама важно човекот од планинарски клуб Тетекс се покажал како хуман. Традиционално прославување на празникот имаше и во село Лавце. Членовите на планинарскиот клуб Тетекс со Тетово и нивни пријатели беа собрани на празничен ручек во црковната трпезарија. Ние смо кумови од планинарското друштво Тетекс и пошто они доваѓаат овдека често пута користат нашата трпезарија и нашиот конак овде. И како знак за благодарност, они сакаат да учествуваат у прославување на Свети Атанасија, пошто Свети Атанасија е селски празник на селото Лавце, а пошто немаме услови овде да направиме ручек, ние тоа го правиме во црквата Свети Ѓорѓија во село Лавце. Празнувањето на тетовското кали во село Лавце продолжи до доцните попладневни часови. Традиционален голем црковно-народен собир се одржа денес во Седларце. Централното одбележување на патрониот празник се случуваше во црквата, а празнувањето продолжи по домовите на седларчани. Празникот Свети Атанаси Велики денес традиционално беше одбележан и во село Долно Седларце. Седларчани останаа верни на традицијата, па така по сите обичаи наследени од нивните прадедовци го прославија денот посветен на нивниот заштитник, патријархот Александриски Свети Атанаси. Голем број верници од селото, но и од Тетово и околните места дојдоа во црквата Свети Атанаси во Седларце за да му одадат почит на патронот на селото, да запалат свечи и да се помолат за здравје. Свети Атанасија бил принудуван да се крие во бунари, во гробови, во приватни куќи, дури и во пустината. На два пати морал да бега во Рим. Пред смртта малку време поживеал мирно како добар пастир покрај своето добро стадо, кое навистина го сакало и почитувало. Малку се светители што се толку клеветени и злочинечки прогонувани како што бил и Свети Атанасије.
но неговата душа сетото трпеливо го поднела заради љубовта што ја имал кон Христа и најпосле излегла победоносна после толкавата долготрајна борба. За совет и утека и морална потпора сетуваш одлоке Свети Антонио, кого го почитувал како свој духовен татко, човек кој ја формулирал најголемата вистина, морал дури да пострада за таа вистина, се додека Господ не го успокоил во царството свое како раб Божи 337 година. Нека ни е честит денешниот празник за многу години на здравје и воскресение. По одслужената света богослужба во дворот на црквата митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ги прережа кумските колачи. Да се биде кум на прославата на Свети Атанаси во Долно Седларце е голема чест и се верува дека носи здравје, мир и благосостојба во семејството. Поради големиот интерес при пријавување на кумовите, листата е исполнета во следните неколку години. До година ќе се внук ми е кумче биде и очекувам да биде добра година, добро да биде цел во животот и среќа Господ да сите, како да сите така и на нас. Очекувам тоа, подобро да биде, условите подобри да биде и животот подобар, мислим, општо. Традиционално за празникот Свети Атанаси Велики во Долно Седларце се подготвува заедничка трпеза. Готвачите уште утрото во дворот ги распалија огновите. Традицијата е долгогодишна, а радува што младите ја прифаќаат и сакаат да ја продолжат. Честитањето за Атанасин у село Долно Седларце е многу сложено и интересно и кома како што иде уште поинтересно. Има многу интерес младината се јавува овде доброволна слава селска, кој како да си се јави за здравје, за деца парано било, не трајале и така се дава за тоа курбаното е. Почнало уште за времето, како што било селото помало, така имало помало јавувања. Сега како што наголемуе, имаме поќе кумови. Еве, уназад да се вратиме од 10-15 години, испод 7 кума не сме. До 24 година е полно. По 7 кума се. Супер се, све Господ здравје, спалајмо, гледа, све се е убаво. Од Господа не можеме да се пожалиме, све е супер. Па јака што знаем, Атанасија почнало да се слави, порано не држеле деца, мушките деца им умирале. И им кажале некои свештени лица или не знам дали гатачи, им кажале дека треба да почне да слава Свети Атанасија и курбан да се дава на тој празник и така почнало да се слави. Порано сме се собирали, имавме у среде село една јасика, под јасика туе се давало ручек на си носеле цело село што било, тога биле 40 на куќе, сега са на 200 куќе, например. И така. И гледам на Сабали, јас сум колел овде. Многу народ имаше и све поќе млади. Моја генерација више пославо ида. А иначе све поќе ида млади. Се собира, ида, се дружат цел ноќ, си слава, си онада, си јада, си пија. До душа многу е убаво. По заедничката братско-сестринска трпеза на љубовта, приредена од годинешните кумови, верниците продолжија со општонародна веселба во црковниот двор. Се играше и пееше со бенд во живо до дуцна попладнето. Празникот Свети Атанаси Зимен се слави како селска и домашна слава во многу домови во Седларце. Празникот Свети Атанаси, како и секоја година со црковно-народен собир, се одбележа во истоимената црква во село Требош. Па прво добар ден, среќен празник на сите христијани, здравје, среќа, беричето тековната година. Као и секоја година, ми у Требош пак се собравме, ново и убав прекрасен ден денеска, да очествуваме празникот Свети Атанасија,
како што знаете, со години го чествуваме, од година на година се побогати и побогати се собираме и со луѓе и со храна и со све. И така. Како да чествувањето, да не го објасните поред? Па чествувањето иде, например, кај нас 3 кума се одбираат со парише, а секогаш ми имаме деловодци кои се јавуваат четворица, значи станува 7 кума. Се тие тројца кумови, има истите ингеренции со тие 7 кума, се собираат 7 кума, учествуваат со собирање на средства, самофинансирање, се прави за традиционално гравче, се собираат гостите и така го чествуваме денот, празникот. Људи Твоја и благослови достојание Твое, победи се православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. Спаси Господ освети храм сеј, сеј дани и присно и во веки веков. Амин. Спаси Господи људи Твоја и благослови достојание Твое, победи се православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај. Американско катче во Тетово одбележа 10 години работа. По повод 10 години од почнувањето со работа на американското катче во Тетово беше одржана скромна свечаност на која присуствуваше американскиот амбасадор во Македонија Джес Бејли. Во овој јубилеен период за членети се 7000 луѓе, а реализирани над 5000 активности. This corner embodies, I would say, Бројките се своевиден показател дека американското катче во Тетово, како резултат на залагањата на луѓето од оваа заедница, е значаен придонес во диалогот, размената на знаење и учење помеѓу луѓето од двете земји, од различни сфери на животот и работата. Ова е место за информирање, отвореност и контакт, а сето тоа е направено во соработка со општината, Центарот за култура Илјо Антески Смок, двата универзитета, како и средните и основните училишта во градот, но и од Гостивар и Кичево. Сакам особено да се заблагодарам за овој посебен ден на сите вработени и ангажирани овде во капчето American Corner во Тетово. Имајќи го предвид фактот дека ова е еден многу значаен проект за нас како општина, имајќи го предвид фактот дека логиката на овој проект им овозможува на сите деца, млади и повозрасни луѓе заедно да дискутираат во еден заеднички јазик, а тоа е лингуа франка, и во еден заеднички дух, а тоа е американскиот дух, за нешто што е важно за сите нас, а тоа е заедничките универзални вредности на правата и на еднаквоста, и токму поради тоа ви посакувам успех и добра, успешна иднина. Деновиве се наполнија една деценија од активностите на американското катче во Тетово, кој даде голем придонес за запознавање на младите со историјата, јазикот и културата на американскиот пријателски народ. Центарот за култура за овие 10 години се гордее што учествуваше и даде голем придонес за развојот на активностите кои ги реализираше заедно со американското катче. Како раководител на Центарот за култура во нашиот град и понатамо ќе продолжиме да соработуваме со американското катче како е најдобро. Голем благодарност до американската амбасада во Македонија, до активистите на американското катче и општината Тетово, кои овозможија да ова катче стане гнездо за младите од Тетово, за усовршување на англискиот јазик и за подробно запознавање на американскиот народ, многу ценет и почитуван од нашата страна. Од страна на координаторот Гзим Сулеймани и амбасадорот Бејли на поединци и организации им беа доделени благодарници за разните форми и начини на соработка со американското катче. Се смета дека во катчето по основ на членство или други посети поминале над 150.000 посетители. Гостиварец измамен од две непознати лица. Им дал 72.000 денари за лажен диамант.
Во полицискиот билтен и информација за запалено возило, како и за повреден пешак во сообраќајна незгода. 69-годишникот Гостивар вчера пријавил дека истиот ден во населбата Малеарди бил измамен од две непознати лица. Непознатите го пресретнале и му се представиле дека едниот е од Србија, а другиот од Израел, и му кажале дека претходно им се случила сообраќајна несреќа и дека во автосервис не им ги примале чековите за да го поправат возилото, а морале да ја однесат сопругата на едниот од нив во болница. При тоа лицето што се представило како израелец од кутија извадил диамант и му го оставил на гостиварецот како гаранција дека ќе се вратат, доколку им даде 72.000 денари. Измамениот им ги дал парите во апоениот по 2.000 денари, но тие не се вратиле, пошто набрзо му станало јасно дека диамантот е лажен и дека е измамен. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Ноќеска околу 2 часот на бензинска пумпа во тетовското село Боговиње се запалило патничко возило Мерцедес-Бенц МЛ270 ЦДИ со тетовски регистерски таблици, што го управувал 36 годишникот Мала Речица. Веднаш се повикани тетовските пожарникари, но за кусо време возилото целосно изгорело, иако возачот и вработените на пумпата со 5 апарати се обидувале да го изгаснат. Извршен е увид, а вкупната материјална штета се проценува на околу 300.000 денари. Се работи на утврдување на причината за опожарување на возилото, околностите во кои се случила и друго. Во полицискиот билтен на СВР Тетово и информација за повреден пешак во сообраќајна незгода, која се случила вчера околу 12 часот на кружниот тек на улиците Видоа Смилевски Бато и браќа Миладинови во Тетово. Во незгодата учествувале патничко возило Рено Клио со тетовски таблици, управувано од 36 годишен тетовец и пешак на 20 години исто така од Тетово. Повредениот пешак со истото возило бил пренесен во Тетовската клиничка болница, укажана му е помош и пуштен на домашно лекување. Според првичните сознанија од извршениот увид, причина за незгодата е непропуштање пешак на пешачки премин. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски на денешната пресконференција во однос на посетата на медијаторот во спорот за името Метјо Нимиц ги потврди очекувањата на медијаторот дека е вистинско време за решение. Од наша страна имаме добра волја за взаемно прифатливо решение кое ќе ги почитува интересите, достоинството и идентитетот на двата народа, а за да дојдеме до ова решение потребна е нужна волја и компромис од двете страни. Сега е вистинското време да се изнеде решение, постои и политичка волја и градење на односи со Република Грција кои што се на едно повисоко ниво од се што било досега во претходниве години. Медијаторот Нимиц денеска пристигна во Скопје, но средбите со политичкиот врв ќе ги оствари утре. We've had a good meetings in Athens, and I hope to have good meetings here. And look forward to meeting the government and other leading personalities. Thank you very much. No, I have nothing. No, I have nothing done. Okay, I'll talk to you later sometime. Okay, thanks a lot. Директорот на Македонскиот народен театар Драган Спасов Дац поднел оставка, која веднаш му е прифатена од страна на Министерството за култура, откако во алкохолизирана состојба со автомобил повреди 27 годишна девојка. Лице кое сторило тежок прекршок и довело во опасност друга личност не може да раководи со институција и да извршува јавна функција. Ова е ставот на извршната власт по сообраќајката која вчера ја предизвика директорот на МНТ. Според МВР, синоќа во 19 часот и 20 минути на улица Антон Попов во Скопје, Спасов со патничко возило БМВ удрил во пешакот. Девојката е пренесена во градската општа болница Свети Наум Охридски, каде и се констатирани телесни повреди, пошто е пуштена дома. Властите во Франција почнаа истрага за специјалните понуди во продавниците, како онаа која минатата недела предизвика хаос па и физички пресметки меѓу купувачите, кои се обидуваат да стигнат до намалената нутела.
Францускиот трговски синџир Интермарш ја снижи минатата недела цената на тегла нутела од 950 грама од вообичаените 4,70 евра на само 1,41 евро. На снимките објавени на социјалните мрежи може да се видат и физички пресметки на купувачите кои се обидувале да стигнат до теглите. Француските земјоделци се жалат дека супермаркетите можат да ги привлекуваат купувачите со такви понуди, бидејќи ги принудуваат доставувачите на договори кои го загрозуваат нивниот опстанок. Произведувачот на нутела, италијанската компанија Фереро, се дистанцираше од акцијата на снижување на цените и кажа дека одлуката за неа Интермарш ја донел сам. Илјадници граѓани на Барселона се собраа денеска пред парламентот на Каталонија, изразувајќи незадоволство поради тоа што соборениот каталонски лидер Карлес Пучдемон не е повторно избран за председател на шпанската покрајина. Голем број учесници на протестот носеле маски со ликот на Пучдемон и извикувале Пучдемон е наш председател. Полициски кордони го обезбедувале паркот пред парламентот. Каталонскиот парламент денеска требаше да избере нов председател на Каталонија, но седницата беше одложена. Австрискиот канцелар Себастијан Курц на заедничка пресконференција со унгарскиот премиер Виктор Орбан во Виена изјави дека сака да гради мостови, кои што би овозможиле да се смират тензиите меѓу истокот и западот во Европската унија. Австрија не разбира. Австрија ги сваќа земјите од Вишеградската група. Австрија ја сваќа Западна Европа и благодарен сум му на канцеларот на подготвеноста да се ангажира на градењето мостови со земјите од Вишеградската група, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој на парламентарните избори на 8 април има намера да го освои третиот последователен мандат. 3 лица загинаа во пад на хеликоптер врз куќа во Јужна Калифорнија. Полицијата во Њупорт Бич објави дека во малиот хеликоптер Робинсон 44 во моментот на несреќата имало 4 лица. Хеликоптерот летал само 1,6 километри по полетувањето од аеродромот Џон Вејн, а потоа се урнал. Почната истрага за несреќата во која учествува Американската сојузна управа за цивилно воздухопловство. Снимките објавени на интернет го прикажуваат местото на несреќата и спасувачките екипи на терен. Денес имавме претежно сончево време со слаб јужен ветер. Утринските температури се движеа од -2 до 2, а дневните од 5 до 12 степени. Утре не очекува сончево време со умерена облачност, во западните делови значително облачно. По одделни котлини ќе има појава на утринска магла, ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од -1 до 3, а дневните од 4 до 10 степени. Вестите ги завршуваме. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!